Кој знае да штеде, знае да си има до крај месец. А кој не знае да си заштеде, нема да има до крајот. Пензионери сме, синот ми работи, ќерката ми работи, убави плати ми зимат. Ние пензионерите добри сме со пензијата, си да ми не дарки ние каджија за една година. Фала му на Господ. Ако сакаш да шеташ, нема многу да јадеш. А шетањето не е битно. Не. Многу даваме и пари за лекарства, знаеш. Многу. Преко 5000-6000 даваме за лекови и за мене и за жената. Башка други трошкови, не. Струја, вода. Со ситно заштедени пари Штипјени го завршуваат март, април носи нови грижи. Сега сите чекаат цените да се намалат, младите да испланираат одмор или патување, повозрасните да заштедат повеќе. Иако ситуацијата во светот не е најдобра, сепак пензионерите се радуваат. Оти од утре на сметка имаат дополнително 1000 денари, во време кога цената на нафтата нагло расте, како и цените на основните производи. Дел анкетирани тврдат дека тешко се штеди, други дека со малку мерак сепак се може. Се чини дека штедењето станува тема број 1 во секое штипско семејство. Слабо. Ептен на крајот. Па преживуваме сега за сега. За нас двајцата нас со мажот ми стасува. А да е поголема фамилија, нема да стаса цена. Можеш у месецот еднашка, два пати да излезеш така на еден ручок, а повише не може да си биде. Имам доволно пари, не е проблем. Не ми е битно. Нормално да се каче сега. Остана, јас сум пензионер. Па стига пензијата. Утре други ќе земе. Кога се во прашање минималните месечни примања, анкетираните тврдат дека под 30.000 денари, новие цени не би требало да бидат. 500 евра треба да биде, најмалце 550 евра, за да нормален живот поминеме. Бидат 500 евра, разбираш. А инаку, добро и овие што ги зијаме по 27.000. Согласно ситуацијата, пензионерите од утре добиваат повисоки пензии за 1000 денари. Ова им беше ветен уште во октомври минатата година, кога тогаш зедоа исто 1000 денари покачување. Зголемување на пензиите имаше и наназад.